Само четворица истражувачи на македонскиот фолклор учествуваа на меѓународниот научен собир за современа српска фолклористика во родното место на Вук Караџик, Тршик, во Србија. Српските научници велат дека мора да се интензивира соработката помеѓу двете земји, затоа што последните 12 години колку што е возобновена оваа научна конференција, речиси и да нема истражувачи од Македонија. Професорот Бранко Златковиќ, кој е председател на Сдруженијето на фолклористи на Србија, вели дека простор за соработка има на повеќе полиња и дека се заинтересирани да учествуваат и на конференциите во земјава, како и да се објавуваат трудови во научните списанија, со цел да се сврти вниманието кон фолклористиката како наука. S druge strane, Udruženje folklorista ne bazira se samo na organizaciji ovakvih skupova, već smo mi pokrenuli, imamo i sopstveno glasilo koje se zove Folkloristika i tu objavljuju naravno recenzirane radove, ugledni naučnici, profesori i istraživači. S druge strane, organizujemo i terenske istraživanja, tako da su naše aktivnosti nekako difuzne i pokušavamo da na svim planovima pokrijemo jednu važnu oblast koja nije uvek u prvom planu, nekada i zanemarena, ali čini nam se da ovaj naš glas, koji nije nekako ni mnogo glasan, jel tako, ali je konstantan i pomeramo, to su mali koraci, ali čini nam se da je sve bolji odziv i da nailazimo na sve bolju i veću pažnju i naučne i kulturne publike kod nas i u svetu. Еден од највозрастните фолклористи од Македонија, пак Иван Котев, вели дека некогаш се организирале голем број симпозиуми на кои се споделувале најновите достигнувања, знаења и истражувања на фолклористите од двете земји. Котев вели дека и самиот пишувал за некогашната соработка и учествата на симпозиумите во Македонија и Србија. Па имам направено повеќе трудови од соработката меѓу македонци и српските фолклористи, меѓутоа и да не е насловен реферато со конкретно да речеме дека треба да се спомне српска фолклористика или некоја друга, во самиот научен период ние мора да правиме компаранција меѓу македонскиот фолклор и фолклорот на другите народи. Така да сметам дека јас имам едно 5-6 труда, може повеќе директно поврзани со фолклорот меѓу македонскиот и српскиот народ. Еве, например, на последните 2 симпозиума во Битола имав тема Видите поврзани со ликот на Марко Крале во македонската и во српската народна епика, а последниот ми беше за книгата Земја и народ, речит документ за едно време и за еден град. Фолклористите од двете земји сметаат дека треба да се организираат и заеднички средби, на кои би се истражувало и дискутирало за повеќе теми од заедничката балканска културна традиција.